Денеска јас сум во посета на Росоман и околината на Росоман на барање на земјоделците. Согласно нашите реакции како партија изминативе денови кај што алармиравме и предупредувавме на алармантната состојба која што ќе се случи со откупот на праската, денеска сум тука помеѓу земјоделците, директно на терен. Од она што можам да го видам е дека навистина ситуацијата е алармантна. Земјоделците не само што немаат кај да го продадат родот, едноставно не ги ни берат праските. Праските како сами што гледате се на своите дрва, стојат неберени бидејќи нема пласман. Земјоделците трудот кој што треба да го вложат за берба, за транспорт, за амбалажи и така натака едноставно е неисплатлив. Тие стојат на дрвата и они се во една очерна ситуација. Ние неколку пати како партија ги повикувавме надлежниот министерство и премиерот Зоран Заев, кој што само да потсетиме во 2016 година одеше низ Македонија, ветуваше за гарантиран откуп, повисоки откупни цени и така натака, меѓутоа ова со праските што се случува сега не е за прв пат. Се случуваше и минатата година, се случуваше и 2017, практично со доаѓањето на СДСМ на власт, животот кој што го ветуваа донесува не живот за земјоделците. Живот можеби донесува за фирмите на Вице Заев и марихуаната, меѓутоа за земјоделците не донесува. Она што за денеска првпат го сретнав е тоа што на земјоделците им се дава откупни белешки на кои што нема цена. Јас имам една тако пред мене, сакам и да ви ја покажам, каде што се стои името и презимето на земјоделецот, количината меѓутоа цена нема. Ова е уште една манипулација со трудот на земјоделците. Ги повикуваме уште еднашка Зоран Заев, министерот Николовски, кој што само за Зоран Заев е успешен министер, да конечно се охрабрат и излезат помеѓу земјоделците. Да дадат инпут, да дадат помош, бидејќи овие луѓе се навистина на работ на екзистенцијата. Веќе трета година поред. Сведоци бевме пред неколку дена каде што самите земјоделци ги сечеа родните дрва. Во една хаотична ситуација, во една безидејна ситуација се доведени на работ на екзистенцијата. Исто така, ги повикуваме сите институции како што е Државниот земјоделски инспекторат, да излезат од удобните канцеларии од скапите автомобили, да дојдат помеѓу луѓето и да го спроведат законот на дело, затоа што земјоделците се оставени сами на себе. Нема кој да ги заштити. Министерот се шета низ светските дестинации на државен трошок, Зоран Заев се шета на црвените хилими по светските дестинации, а земјоделците се оставени сами на себе. Ја користам ова прилика, уште еднашка да ги повикам да излезат на терен. Ако не, нека си дадат оставка, нека ги остапат институциите на луѓе кои што се желни за работа, кои што имаат стратегија и визија. ВМРО ДПМН во минатото покажа каков однос треба да се има кон македонскиот земјоделец. Да, ние имаме и стратегија која што ќе практицираме кога ќе формираме новата влада. ВМРО ДПМН ќе формира многу скоро новата влада и ќе покажеме како навистина треба да се делува и да се грижиме за македонскиот земјоделец.